Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Зимзолент работи. Организаторот на забавниот парк потврди дека има договор за закуп и дозвола за работа од општина Аеродром. Но од општината негираат дека дале дозвола и дека немаат одговорности, посочуваат дека надлежен е град Скопје. Општината и градот си ја префрлаат топката, уверени дека ако не дале дозвола, автоматски се ослободени од одговорност. Нема дозвола, нема ни забрана. Кога сите ја префрлаат топката, кој треба да ја даде дозволата? Кој се плаши да потпише? Кој бега од одговорност? Дали повторно чекаме да стане од играчка плачка? И најважното, верувате ли дека некој ќе превземе акција? Ако никој не му дал дозвола на Зимзолет, зошто се уште работи? Анкетата секако треба да ја имате во предвид, да учествувате во неа, но за да учествувате во анкетата ве потсетувам на самиот почеток секако и да не заследите на Инстаграм. Се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Од кога ќе не заследите на Инстаграм, секако веднаш треба да кликнете и на Инстаграм стори, а таму во текот на целиот ден Црвена линија ве прашува кој треба да даде дозвола. Верувам дека ќе можеме да ја покажеме анкетата. Еве како изгледаме таму. Под А имате 3 опции за одговор: општината, Б градот, под В Дедо Мраз. Кликнете на полето кој што го содржи вашиот одговор. Стандардно Црвена линија секако ги соопштува резултатите некаде конкретно на секој едно издание, пресметани во проценти, а последна вест е секако на самиот почеток да споделиме со сите вас, пред да започнеме со дискусијата, дека Зимзолент ќе се одстранува. Општина Аеродром поведе постапка и најде пропусти. Многу повеќе од прилогот на Тамара Марковска. Општина Аеродром ќе го отстранува божикниот базар Зимзолент. Откако речиси 2 недели врти рингишпили без никаква дозвола и потребна документација. УВС Телма, по реакциите на околните жители, го потврди од општина Аеродром. Откако вчера изјавија дека се нанадлежни, денес истите тие потврдуваат дека организаторите сепак немале никакви документи и тие ќе ги преземат потребните мерки, почнувајќи од постапката за демонтирање. Вчера во попладневните часови е извршен заеднички вореден инспекцијски надзор над работењето на организираната манифестација Зимзолент. Во надзорот учествуваа градежната инспекција на општина Аеродром, државен пазарен инспекторат, државен инспекторат за труд и дирекција за заштита и спасување. Градежен инспектор на општина Аеродром изврши увид и отпочна инспекцијска постапка согласно Законот за градење, Законот за инспекцијски надзор и Законот за општа управна постапка за отстранување на поставената опрема. Дополнителни неправилности откриле инспекциите. Од државниот пазарен инспекторат велат дека при вчерашната акција затекнале лица што вршиле нерегистрирана дејност. Тие ќе бидат казнети, а сопствениците на базарот се повикани да ја достават целата документација, вклучително и онаа што покажува кој управувал со Зимзолент. Проблеми имало и со санитарните услови. При вонреден надзор, Агенцијата за храна и ветеринарство утврдила дека организаторот не е регистриран како оператор со храна и воопшто не е известил агенцијата дека ќе се продава храна. Поради неисполнети хигиенски услови, изречени се парични казни. Поради неисполнување на основни хигиенски услови за поставување на штандови на кои ќе се произведува и ќе се врши промет со храна, АХВ изрече мерки на секој штанд на физички и на правни лица, но и на правното лице организатор на манифестацијата Зимзолент. Нему покрај парична казна од 500 евра изречена му е и мерка времена забрана за вршење дејност, производство и промет со храна. Во меѓувреме, Министерството за внатрешни работи интервенирало на делот сообраќајниот хаос, бидејќи овој див лунапарк создава вистински сообраќајен хаос во Ново Лисиче. На улицата Тодор Чангов изречени се 12 мерки за непрописно паркирани возила, а контролите ќе продолжат и наредните денови. Додека лунапаркот со празнични светилки ги привлекува најмалите, институциите дури сега почнуваат да рачестуваат што се работи незаконски, од нерегуларна дејност и хигиенски пропусти.
до недостиг на било каква документација за манифестација што секојдневно собира илјадници и посетители. А Зимзолент работи веќе 2 недели. Граѓаните реагира, а Телма се огласи на нивните барања да испита кој, каде и дале смее да поставува реквизити на кои се возат и деца. Почитувани, сега го стартуваме сега во овој момент со дискусијата. Ве поканувам сите да бидете дел од оваа црвена линија. За учество во истата треба да се заверти нашиот познат број 02 307 0005 и од технички аспект, како и во секое едно издание, повторуваме дека треба, откако ќе ве превземе режијата, и целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот, од проста причина за да не се потрошат оние 90 секунди во проверка на квалитетот, колку тоа ние добро се слушаме, дали сте вклучени во програма и секако да се реализира она што го очекуваме од вас, а тоа е учеството во црвена линија и јасно и гласно со јавноста да ги споделите вашите одговори. Ние ќе потсетиме дека општина Аеродром ќе го отстранува божикниот базар Зимзолен, откако речиси цели 2 недели вртат рингишпилите без никаква дозвола и потребна документација. Од тука и црвена линија прашува: ако никој не му дал дозвола на Зимзолен, зошто се уште работеше, односно цели 2 недели? Верувате ли дека некој всушност ќе превземе одговорност и кој е тој што бега одговорност, кој се плаши да потпише и кој треба според вас да даде дозвола за забавен парк? Дали е тоа општината, градот или можеби Дедо Мраз? Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поштовање госпожатина. Огромна почите кон вас, повелете. Па овој проблем е уште од лани функционираче. Ништо не се реши, значи од лани. Ки испадне кај нас се тресеше гора да се роди едно вулче. Кој може да му даде дозвола ако како да кажа, значи тој беззаконски направил све. И тешко да се реши овој случај, тие што се ринги спилите, тој да ги демонтира, да ги тргне. Тука ќе му треба време и пари да плати работните све. Ја го оправдувам. Знае дека хаос е во државата, никој ништо не му може и пуште 2 недели викате работи. Чекате, кажете инспектори, кажете тоа. Ти ринги спилот да врти, значи треба тој ќе му исклучи струја ако нема дозвола. Ќе му забрани тоа. Полицајци ќе ги избркаш работниците. Значи тој видел газдата, тој сигурно тука ќе поигра чичкомито малце, за да пак проработи. Такво ни општеството, системот нас ние. Тешко дека ќе се речи овој случај. Јас ви гарантирам, тој знае дека е хаос во државата, никој ништо не почитува, ни закон, ништо, пак ќе се работи. Џабе мештаните од Аеродром што Мика Тодор Чангов е многу добра, ќе има ова да ќе си работи, ќе видите. Пак ќе речам, Чичко Мито ќе поигра тука и пак ќе си продолжи да работи. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарности и до вас. Со вас и всушност започнуваме со дискусијата со гледачите во ова денешно издание на Црвена линија. Јас ве потсетувам сите вие кои што може би така ви е полесно или едноставно не можете да се вклучите во живо, не можете да не добиете. Има простор каде што можете да бидете дел од ова денешно издание на Црвена линија. Тоа значи да не заследите на социјалните медиуми, поточно на Facebook, се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Редовно темите за кои што зборуваме со вас ги објавуваме и на двата зида, па вие преку пишување коментари, односно пишување ваши одговори, секако земате активно учество. Нешто подосна во текот на ова издание ќе започнеме и со читање на истите. А еве како изгледаме на Facebook. Кој треба да даде дозвола за забавен парк? Има 3 опции за одговор: општината, градот или Дедо Мраз. Но секако тука се објавени не само темата, туку и прашањата кои што ги поставуваме во живо. Ако никој не му дал дозвола на Зимзолен, зошто се уште работи? И кој ќе превземе одговорност, кој треба да ги даде тогаш дозволите, ако сите се препукуваат во однос на тоа кој е надлежен за дозвола? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете.
Поздрав многу до тебе. Благодарам, поздрав и до вас секако. Благодарам, значи се ставила многу убава тема, пошто гледам на социјалните мрежи се препукуваат кој е виновен, зошто е така, други викаат нека да имаме некоја веселба, и докаде отидовме да се радуваме дека има нешто ни се случува, одговорност, а не дај Боже нешто да се случи, така да дали е тоа проверено, колку е сигурно, зошто вака си префрлаат еден на друг, толку илјада прашања без да се најде одговор, или чекаме нешто да ни се случи, па после да бараме одговорен кривец. Значи ова е крајно несериозно, треба некој да застане и да каже стоп. Значи не може ова така. Ние се буневме за украсување на градот, толку паники кревавме сите овие години, а сега замеси за еден ваков непроверен, како да го речам сега, зимзолент, да го кажам парк. Така да, јас сум да се подхитно да се превземе нешто, да не се чека, затоа што тоа сигурно ќе биде после нова година, што ќе се случува понатака, и слушнав дека цените се високи, али независно колку се високи цените, сепак деца се во прашање, луѓе, значи загрозен е животот, така да подхитно некој да сноси одговорност. А кој ќе сноси, ќе видиме. Благодарам многу и вам за учеството. Секако ќе ве потсетам и за оваа вест, односно и за ова што го зборуваме денес во Црвена линија, но и за се нешто што сакате да бидете брзо, целосно, ефикасно информирани. Кликајте и на telma.com.mk во однос на она што го зборуваме денес. Ви треба насловот Зимзолент ќе се отстранува. Општина Аеродром поведе постапка и најде пропусти. Еве како изгледа тоа, значи потсетувам telma.com.mk. А ние продолжуваме со вас и да ги слушнеме одговорите на прашањето. Кој според вас треба и да превземе одговорност зошто Зимзолент работи цели 2 недели без дозвола? Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас. Секако вие сте, повелете, ве слушаме. Иако не успеав во тркалото, еве успеав да ве добијам, оти сум верен гледач. Драго ни е и ве слушаме внимателно. Вака сега. Ние, не знам од кај да почнам. Ако никој не му дал дозвола на Зимзолент, зошто се уште работи? Море луѓе, ние никогаш не можеме да сватиме. Од 2012 во Кочани работело и сега не сум јас крив, не сум овој крив, не сум оној крив, и на крајот излези како за болницата Кабело е крив. И тоа истото ти е. Не дај Боже да се случи нешто, не без јас, не беше ти, не беше Петре, не беше Јанко. Ништо во оваа држава почнувам да мислам дека не функционира. Зошто е тоа така? Дали е големо мито давање? Па ова да читаш сега на вашата, и честитам на вашата телевизија, да читаш ваква тема, дека се уште нешто работи без дозвола, а знаеме последно во Кочани што се случи, па ја треба да бидам, да ти кажам право, имаме во Демирхисар болница, за там треба да бидам, а не да размислувам што да одговорам. Срамота. Срамота. Не знам што да кажам, за Латина толку можам. Благодарна што видно не следите, но и активно учествувате во денешната дискусија, како и во секоја една. Продолжуваме со вас, ве потсетувам, бидете активни и на Facebook. Наскоро ќе почнеме и со читање на коментари, односно одговори на денешните прашања, бидејќи првите веќе пристигна. Продолжуваме со вас во живо. Велам добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте, повелете. Вака. Како никој не му дал дозвола? Сигурно дека некој му дал. Значи, согледувајќи ја директорот ситуацијата во Македонија дека е баши бозук, дека нема правда, нема слобода, нема мир, нема ништо, и тој си почнал со Баба Рога и со Митко. Сега дали е Митенце, Митре или Мито, поголемо, постаро, тоа они си знаат таму. Како може тоа да се прави, бе?
Абе има инспектори, абе има полиција, абе има председател на местна заедница, абе има градоначалник, абе све има. Никој не работи во оваа држава, бре. Сите сакат во администрација да си ги полнат джебовите и доđи дан, овај дан да проđe, друг да доđe. Клати врата, зема е плата. И се уште така, бетер роди, на бетер. И сега кој му дал? Се знае, мито. Сигурно никој друг не му дал. Како може ти без никој да ти даде одобрение да поставиш таму ринги шпили и така натаму? Тоа е абсурдно. По тоа се гледа каква држава сме ние. Уште не решен овој случај од Кочани, па друг не се гледа што се прави. Големо благодарам и вам за учеството, одговорите и препорачуваме да си останете со црвена линија, бидејќи допрва ќе следуваат нови вклучувања, а секако и читање на коментари како одговори. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Повелете, во црвена линија сте и ние ве слушаме. Гледам и се чудам. Значи, не ми е јасно како може општин на аеродром да не знае и да се вади сега имале, немале дозвола. 2 недели вртат ринги шпили, 2 недели гужва невидена и никому ништо, никој одговорен. Накратко, Бог да чува и да брани. Имате уште време, според вас кој треба да даде дозвола за забавен парк, општината, градот или Дедо Мраз? Значи, во општина Аеродром не би знаел, значи, кој треба да даде дозвола, освен општината Аеродром. Општина Аеродром си општина Аеродром. Не може Газибаб или град Скопје или град Тетово да даде дозвола. Верувате ли дека некој ќе превземе не само акција, туку и одговорност за ова што се случува? Не верувам. Не верувам, искрено не верувам. Ви благодарам, пријатно. Добро, покуси од предвиденото, но сосем јасни во одговорот. Благодарам, велиме и ние секако продолжате да ја следите црвена линија понатаму, а ние продолжуваме со вас и секако очекуваме да слушнеме ваше мислење и одговор на денешните прашања. Пред се, кој бега според вас од одговорност, кој се плаши да потпише, кој треба да ја даде дозволата и дали повторно чекаме да стане од играчка плачка? И најважно, верувате ли дека некој ќе превземе акција, одговорност, и ако никој не му дал дозвола на Зимзолент, зошто работи цели 2 недели? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Тоа за да се добие дозвола за овој објект да се постави таму, сепак и објект, треба да се значи да се даде некоја дозвола, значи за да се постави таму. Времен или стален или траен не е битно, главно дозвола треба да постои. Исто така кој му даде дозвола на кој начин евано ги приклучи на електрична енергија. Врз основа на која локација, врз основа на кој објект се приклучени. Значи, треба да се извршат мерења, треба 300 чуда да се направи, па истите да добијат дозвола за да можат да го постават тој објект таму. И ако веќе е поставен, треба се да се провери, па да се приклучи на електрична енергија. Објектот е вака како што е, никој не може да гарантира дека е небезбеден, дека е безбеден за употреба. Моментално е небезбеден, бидејќи нема никаква дозвола. Така да потхитно треба да се стопира и да се барат дозволи. Тој музика треба да постои таму, не е проблем таа работа. Меѓутоа, потхитно треба да се барат дозволи. Треба да се види на кој начин тој објект работи.
Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Време е да ги прочитаме секако и коментарите. Ке почнеме со она што го напиша Димче Джеровски на профилот на Телма телевизија, каде што еве вака ќе ви покажам да видите црвена линија паралелно на својот профил ја објавува темата за која што зборуваме со вас. Еве што напиша всушност Димче Джеровски. Треба да се донесе закон. Секој именуван функционер кој јавно ќе се представи како ненадлежен, во истиот миг да ја напушти функцијата. Па зошто земаш огромни народни пари, зошто седиш во тие удобни фотели кои се купени со кредити кои ги плаќа народот, ако постојано си ненадлежен? Ако законот не предвидува ингеренции во твојот домет, ти носиш одговорност активно да превземеш активности, како пријава во Министерството за внатрешни работи или друга институција, и постојано да бараш одговори и решенија, а не постојано да гледаш како се кршат законите и да уживаш во твојата ненадлежност. И кога ќе ни се случи некоја трагедија, сите си ја префрламе вината и бегаме од одговорност. Затоа ниту не имало, ниту ќе не има. Зошто помилени се парите од правдата и вистината. Благодарност до господинот Димче за коментарот и активното учество во црвена линија. Продолжуваме со вас, почитувани, со вклучување во живо. Добар ден. Јас ке се обидам уште еднаш, ке речам добар ден, секако имајте во предвид и вие кои што се вклучувате во живо. Пред се многу важно да го намалите веднаш тонот на телевизорот, за да имате и веднаш увид дека во режија ве ставаат на чекање, односно сте веќе набрзо вклучени во програма. Бидејќи доколку не го намалите тонот на ТВ приемникот, ќе имате чувство дека некој друг зборува наместо вас, дека не сте вклучени, а ние секако со нетрпение очекуваме да ги слушаме одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Јас мислам дека треба да има повеќе вакви организации, бидејќи добро е за младината дека нема ништо овакво во нашата држава каде што можеме да се забавуваме. Така е сега во однос на дозволите. Не секој кој што нели наумил да прави забавен парк, претпоставуваме дека треба да има одобрение, дозволи така натаму. Според вас кој треба да даде дозвола? Општината, градот, Дедо Мраз? Па мислам дека треба да даде градоначалникот пример на местото што е од населеното место, бидејќи тој е сепак одговорен. Најве според вас кој ќе ја превзеде одговорноста што да речеме забавниот парк Зимзоленд во општина Аеродром работи 2 недели без дозвола? Тоа е докажано веќе дека е без дозвола? Да. Не знам. Според вас ви се чини дека има дозвола? Нема дозвола, дури последна вест дека ќе биде отстранет. Но еве за вакви ситуации да речеме, каде што се работи без дозвола и никој не е надлежен, кој треба да превземе одговорност и дали ви се чини дека воопшто некој ќе одговара ако се случи такво нешто? Сигурно дека некој ќе одговара, си имат надлежни, моје мислење. Добро. Дали имате уште нешто да додадете? Не, тоа е дека е топ организирано и дека треба да има повеќе вакви манифестации. Дека го за децата. Добро, благодарам, го цениме она што го споделивте со гледачите. Секако секој еден од вас почитувани и треба да се вклучи во црвена линија. Имаме можност токму во рамки на секој едно наше издание да ги слушнеме граѓаните. Некој ќе има оваков или онаков одговор, но еве една напомена, особено за оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучите, она на што инсистираме како црвена линија е тикате и употребата на зборовите во говорот. Тоа значи да се држиме до нивото, да изоставиме вулгарности, зборови како пцолсти и секако говор кој што алудира на насилство или омраз. Тогаш се активира црвената линија и ќе бидете исклучени. Истото важи и за коментари, бидејќи навистина и тоа се одговори, а сакаме да ги прочитаме. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако вие сте, повелете. Добарам да сте ми живи здрави. Ајде вака, прво да кажеме правата вистина. Чиво е земјиштето на општината Аеродром. Фактички
кој може да издаде одобрение на територијата на општина Аеродром, освен општината Аеродром. Значи виновник мора да постои, виновник е прво, значи самата општина, која што не си го сочувува просторот, да нема несакани последици. Другата значи, работа е, оној кој ги купил сите тие инструменти, апарати, вртелешки, што знаме како се викаат, значи некој дал огромни пари и да работи на црно, без да некој му дозволи, ја мислам дека тоа го нема никаде. Сега, еднаш за секогаш, ние ќе бидеме држава или ќе бидеме параспор држава. Секој еден кој што користи нешто што не е негово, значи некој е собственик, треба да плати за тоа и да го користи. Така да и општината, значи некој од тие општинарите му дал изим да работи, ајде ќе протуркаме како лани и годинава. Тоа не треба, значи еднаш за секогаш треба да престане. Сегде кај што се користи нешто што е туѓ обимот, треба тој да биде вреднуван и наплатен. Така истото се случи и овде. Ми се чини дека малку ли им е по онај. Благодарам и вам за учеството. Сега во продолжение, може би за оние кои што малку подоцна се вклучувате и ја следите Црвена линија, да ве потсетиме дека многу повеќе може да прочитате и дознаете за ситуацијата, односно еве го насловот кој што ви треба, а тоа е дека Зимзоленд ќе се отстранува. Општина Аеродром поведе постапка и најде пропусти. Кликајте на telma.com.mk, а ние ќе потсетиме дека општина Аеродром ќе го отстранува божикниот базар Зимзоленд, откако речиси 2 недели врти и рингишпили без никаква дозвола и потребна документација. Ова за Телма го потврдија од општина Аеродром, откако вчера изјавија дека се ненадлежни. Денес истите тие потврдуваат дека организаторите сепак немале никакви документи и тие ќе ги превземат потребните мерки, почнувајќи од постапка за демонтирање. Па еве и ве прашуваме, кој треба да даде дозвола според вас за забавен парк? Дали е тоа општината, градот или можеби Дедо Мраз? Кој ќе превзеде одговорност за ваквата ситуација? И ако нема дозвола, дали тоа значи дека нема ни забрана? Добар ден. Ало? Ве слушаме во Црвена линија сте. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Го намаливме. На 0. Да. Ајде, продолжете тогаш. Дозвола, знаеш ли кој може да даде за... Ало? Ве слушаме, продолжете. Дозвола, знаеш ли кој може да даде? Местна заедница или селски одбор. Значи, општина Аеродром е селски одбор или местна заедница. Местната заедница е појака од Ѓорче Петров. Јас сум бил председател на местна заедница. За една чаша ракија или за 100 денари можем да дадам дозвола. Ова не е добро. Али Ѓорче Петров, ја мислим дека не е, изопште не е добро. Ако се случи некој инцидент, знаеш кој ќе одговара? Тој најмалиот кој што е најниско, кој што е примил дозволата или ова. Не е така. Значи, градоначалникот треба да си преземе одговорност или да си даде оставка веднаш подхитно. Тоа е од мојата страна. Добро, благодарам што вашата страна и одговори ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме со читање коментари, продолжете и бидете активни. Одиме со она што го напише Симона Мони Ристеска. Општината треба да даде дозвола, ама институциите во Македонија се пропадната инвестиција, така да ништо од забавен парк. И некои семејства едва и врзуваат крај со крај. И не му е дојдено до паркови и празници. Благодарности до госпоѓа Симона.
Продолжете, бидете активни како што се. А ние продолжуваме во живо со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, ќе дадеме малку време, сега од еден на друг гледач, вклучувањето можеби малку одзема време, но додека чекаме ново вклучување, да подсетиме дека дополнителни неправилности откриле и инспекциите од Државниот пазарен инспекторат, велат дека при вчерашната акција затекнале лица што вршеле нерегистрирана дејност. Тие ќе бидат казнети, а собствениците на базарот се повикани да ја достават целата документација, вклучително и она што покажува кој управувал со Зимзолент. Проблем имало и со санитарните услови. При вонвреден надзор, Агенцијата за храна и ветеринарство утврдила дека организаторот не е регистриран како оператор со храна и воопшто не е известил агенцијата дека ќе се продава храна. Поради неисполнети хигиенски услови изречени се и парични казни. Ние ве прашуваме, ако никој не му дал дозвола на Зимзолент, зошто и работел цели 2 недели? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да. Ало. Дали е намален тонот на телевизорот и секако не изборувајте преку спикерфон и интерфон, ве молам. Ало. Ало, дали ме слушате? Да, сега малку подобро, повелете. Тие службите таму, инспекции, извинете, јас немам речник, користам со селски речник, од мајка ми речникот. Дали некој од тие таму што бе инспектори, од натрешни, од не знам од каде, сите ја префра, дали некој претходно еден многу убаво кажа, дали тие луѓе земаат државни пари од народот, што од народот? Оти никој од нив не односно, ако не би на негова надлежност, зошто не прашал кој е надлежен? Него вие како телевизија прашувате кој е надлежен. Една работа, втора работа, како тој го прашал ли некој дали има дозвола? Ја молам, дали знаете дали го прашал некој дали има дозвола? Утврдено е дека немале дозвола и сега според вас кој треба да превземе одговорност? Еве, тоа ги прашуваме граѓаните. Според тоа што се изнесува од сите овие надлежни институции, изгледува дека Дедо Мраз требало. Толку од мене. Благодарам многу за вашето учество и сега го продолжете да ја следите Црвена линија. А вие сега го почитувани продолжете да бидете активни на социјалните медиуми. Во меѓувреме и ќе ве потсетам дека имаме во текот на целиот ден активна анкета на Црвена линија, во која што може да земете учество доколку не заследите и на Инстаграм. Што го заследите профилот на Црвена линија на Инстаграм, кликнете и на Инстаграм стори. Кој треба да даде дозвола, тоа е она што прашуваме денес. Има 3 опции за одговор. Под А општината, Б градот или пак под В Дедо Мраз. Добар ден или веќе добро вечер можеби. Добро вечер. Повелете во Црвена линија. На телефон е организаторот на Золент. Одлично, повелете да ве слушнаме. Сакам да кажам дека имаме цела документација и одобрение. Земјиштето е приватно, имаме договор со приватњаткот, со општината, сите реквизити, со атести, регуларни. Значи, ова е некоја Панде Димов на телефон. Јас сум собственикот на Зимзолент. Ве слушаме, продолжете. Сакам да ви кажам, значи, ови се од ваша страна дезинформации, дека немаме дозволи, дека ќе сострани Зимзолент. Не гледам причина зашо кремате толку голема фама, дека не се безбедни реквизитите, значи има установи кои ги си ја вршат својата дејност. Како го коментирате тоа што за Тилма тоа го потврди од општината Аеродром? Значи можам јас со документи да ви кажам, со документи дека се имам, цела документација имам. Дали се запознаени дека општина Аеродром укажа на
започнување постапка за отстранување на реквизитите и Само да ви кажем, можете да ме поварате и да ви покажам цела документација со се атести, со се сите документи. Добро, во ред, јас ќе ви дадам сепак една ова не- насока, ова- во реже ова- оставете значи, го не е- вашиот контакт број. Значи ова не е една куќарка, значи ова е голема организација, значи не може ова да се скрие или да се заташка или да се што викат мито. Никој нема земено мито, се си оди регуларно, бе инспекции се си проверија, значи ова е некоја дезинформација од ваша страна. Вие тоа што го укажувате како дезинформации доаѓаат всушност од општина Аеродром, а во однос на дополнителните неправилности се укажува од и постапките на инспекциите. Како го коментирате тоа? Не го коментирам, можеме да го докажеме сетото. Нема што да го коментирам. Значи можете, ќе ви оставам контакт број мој. Значи џабе луѓето ги дезинформирате. Значи ова е се регуларно, значи нешто што не Значи вервајте, малце сум изреволтиран и затоа не знам дали ме разбирате, значи револтиран сум поради ова цела ситуација, значи сепак ова е еден човек да го организира се тоа, значи голем терет, големи, како да ви објаснам. Трчаници, нервози, бркаци, све поминато. Можам да ви оставам број да ме побарате Секако и да... ќе оставите контакт број во режијата, а ќе бидете, верувам, и побарани, и благодарност до вас еве што се вклучивте во црвена линија. Па може гледачите да ве слушнат и вас. Фала ви и вас. Ќе ви го оставам бројот, контактирајте ме да ви ја покажам цела документација. Во ред. Благодарам многу уште еднаш за вклучувањето и сега кога продолжате да ја следите црвена линија. А ние продолжуваме со истата и очекуваме да ве слушнеме. Еве, гледате во каква насока движи црвена линија и отворени сме за граѓаните да ги слушнеме вашите коментари и одговори. Добар ден! Добро, ни вела дека треба да продолжиме и понатаму, нели, да дадеме малку простор и време со оглед на тоа што најверојатно интересот е огромен и драго ми е што е тоа така. Во однос на она еве за кое што зборуваше сопственикот на Зимзолент, ќе ве навратам на telma.com.mk. Насловот е Зимзолент ке се отстранува, општина Аеродром поведе постапка и најде пропусти. Ова за Телма го потврди од општина Аеродром. А ние, еве, кога веќе станува збор за забавни паркови и издавање дозволи, во црвена линија ве прашуваме, кој според вас и треба да издаде дозвола? Дали е тоа општината, градот или можеби Дедо Мраз? Дојде време да ги погледнеме рекламите. А сега да погледнеме какви одговори се дадоа на денешната анкета на црвена линија на Инстаграм. За утрешната, секако заследете не во овој момент на Инстаграм, доволно е, како што постојано ви велам, профилот на црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. А на Инстаграм стори на прашањето кој треба да даде дозвола под А општината одговорија 43%, под Б градот 30%. Под В Дедо Мраз 27%. Кликајте на telma.com.mk, овде останува да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што го креиравте вие. Секако утре нова тема, нов предизвик, но и подсетување да не го менувате каналот. Она што следува е да си кажеме со Горан Петрески, а негови гости ќе бидат Радослав Галик и професор Лазар Јовевски, односно воведување на 4-дневна работна недела. За тоа ќе се зборува. Од мене, довидување.